Вторник, 30 април, кратки вести во 12 часот. На социјалните мрежи деновиве повторно се актуелни апели за внимателност поради нови телефонски јавувања на лица кои лажно се представуваат како службени и вршат измами и изнуда на парични средства, претежно на повозрасни граѓани. Од полицијата апелираат граѓаните да не наседнуваат на вакви и слични измами и сите да ги пријават на 112. Слични вакви настани имавме и кон крајот на 2022 година, кога повеќе наши сограѓани беа жртви на измамниците. Супер радио од лица кои биле жртви на ваква измама тогаш дозна дека станува збор за добро разработена шема. Лица се јавувале на фиксен телефон, најчесто кај постари лица, под измама дека син или ќерка на жртвата направиле сообраќајна на незгода. Представувајќи се како лица од полиција, тие нуделе да го средат проблемот за надомест од неколку илјади евра. Охридските основни училишта веќе ги објавија огласите за упис на првачиња во новата учебна година. Во прво одделение можат да се запишат сите деца родени во 2018 година, односно кои до крајот на годинава ќе наполнат 6 години. Од документи родителите, односно старателите, треба да обезбедат извод од матична книга на родените, државјанство, медицинска потврда за примени задолжителни вакцини, како и потврда за извршен офталмолошки и стоматолошки преглед. Документите се доставуваат во училиштето почнувајќи од вторник 7, заклучно со 31 мај. Охриѓанино и граѓаните од целата држава и многу пошироко уште еднаш ја покажаа својата хуманост и сите заедно подадовме рака за помош на Петар кој има потреба од хируршка интервенција во Турција. Собрани се потребните средства за неговото лекување. Мајката на Петар изрази благодарност до сите кои на некој начин помогнаа во постигнување на целта. Петар има 22 години и боледува од ретка болест тирозин хидроксилаза дефицит. Како последица од ненавремено поставена дијагноза, тој има сколиоза за која е потребна хируршка интервенција. Времето денес сончево и топло со мала локална облачност. Дува слаб до умерен североисточен ветер. Максималната температура во Охрид до 21 степен. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик. Технички реализатор Реджеп Селман.